навистина направивте голема работа минатата година со освојувањето на купот на Македонија. Од друга страна дека сигурно ќе останете во АБА 2 лигата, што е голема работа и дека тренерот Боро прави навистина една одлична работа и го нагласи она на почетокот дека тие има сепак 7-8 часа одмор во однос на претходниот надпревар, а вие имавте многу тежок опонент Работнички. Еве накусо и успев да преведам и да му доловам на Боро Смилковски, кој сигурно не е расположен од она што се случуваше, меѓутоа победивте вчера против Работнички, претпоставам дека влеговте со ист жар, меѓутоа ја немавте таа енергија како во вчерашниот меч. Пред се честитки за перформансот на екипата на МЗТ. Мислам дека сите го сведочевме најдобриот перформанс оваа сезона во македонската кошарка и перформанс кој што сум сигурен дека гарантира опстанок во АБА 1 лигата. Значи игра утакмица со многу физички контакт, можеби малце неспремни ние за тоа, меѓутоа главниот проблем што го имавме не го давам на недостаток на енергија, повеќе го давам на недостаток на фокус, каде што некаде после 6-7 минути игра навистина беше тешко да остане тој фокус и не успеавме воопшто да примениме ништо од она што се договаравме и во моментот и пред надпреварот. Екипа надпревар во кој што противникот има 29 асистенции, 18 од 31 шут за 3, креираа доста отворени шутери, меѓутоа во првото полувреме погодија и доста контест шац, како ние што ги викаме. Мислам дека заслужено победија и на крај не се оствари мојата прогноза за ТФТ финале со Пелистер. Во секој случај, задоволството од се уште од минатогодишниот трофеј е големо. Мислам дека покажавме солидна кошарка овој пат, иако денеска разочаравме. Императивот е, како што напоменавте, да останеме во АБА 2 лигата. На добар пат сме, не очекува домашно првенство, каде што имаме своји амбиции, нема да се предадеме до крајот. Така да мислам дека тоа е некое кратко сижено ова што го видовме вечер. Боро Смилковски, благодарам за во неколку одговори, практично неколку прашања кои планирав да ги споменам. Претпоставам дека покрај тоа што сакате да се пласирате меѓу 8-те најдобри во лигата, да бидете и меѓу 4-те секако во самата завршница, каде што конкуренцијата навистина исклучително израмнета, би рекол, во домашно првенство. Конкретно целиме на третото место во лигашкиот дел, имајќи го предвид фактот дека МЗТ и екипата на Пелистер најверојатно ќе се борат за првите две места. Имаме коректен распоред, би ги извел како два дерби надпревари, престоечкиот со Работнички, кој што е прв посем поузава репрезентативната што следи, како еден од клучните, можеби и надпреварот со Феникс, уште еден полуфиналист на овогодинешниот куп. 7 надпревари до крајот. Задоволен сум од формата која што имаме. Се надевам дека оваа пауза нема нешто премногу да поремети. Моменталниот резултат денес е, мислам дека е издвоен пример на нешто што се деси, дека не го отсликува најреално нашиот квалитет. Мислам дека сме подобри од нашиот перформанс денес. Целиме на тоа трето место, целиме на некој преднос на домашен терен во плейофот, полуфинална средба, па ќе видиме после што ќе ни даде. Благодарам и многу успех. Очекувам да видиме само уште Еди Снури, да. Благодарам. Еди Снури минатата година го подигна Пекарот. Оваа година го совладавте Работнички вчера, меѓутоа против МЗТ Скопје еден ваков извореден МЗТ кој претпоставам го имаше најдоброто издание, едноставно не можевте, особено по оној истрпувачки меч против Работнички вчера. Видете, кога ја триете ламбата,